Реката пена по должина од Горна Чаршија до излезот од градот кај мостот на улица Индустријска. Деновиве ќе се чисти од смети земјени наноси. На терен излегоа работниците од јавното комунално предпријатие со соодветна механизација. Градоначалничката Теута Арифи го надгледуваше текот на акцијата и најави засилени контроли на општинските инспектори и казни за граѓаните кои ќе фрлаат смет во водата. Ние рековме дека околу 2 месеца ќе бидеме, значи ќе ја водиме акцијата за една зелена пролет и како што веќе почнавме со чистење на реката во Голема Речица, која веќе е при крај. Исто така, значи денеска започнуваме и со чистење на реката Пена. Зафатот, значи, опфаќа од делот Горна Чаршија до завршувањето на Тетовската болница, значи под индустријскиот пат. И мислам дека дефинитивно е најдобар период тоа да се направи, имајќи предвид дека уште немаме многу надојдени води. После чистењето, малку ќе ги заостриме повеќе инспекцијските увиди и служби во однос на фрлање на ѓубре во река. Затоа што мислиме дека ова е вода која се користи за различни намени. Токму поради тоа, исто така апелираме да граѓаните значи да не фрлат ѓубре барем во реката, затоа што апсолутно таа вода е битна и се користи и за други намени кои имаат апсолутно директно влијание за здравјето на граѓаните. Чистењето на реката Пена е дел од акцијата Зелена пролет на тетовските општински власти. Предходно во рамки на акцијата се работеше на чистење на речното корито во село Голема Речица. Во петок ќе биде одбележан светскиот ден на екологијата, настан на кој се поканети 90 ученици од основните училишта. Комуналните работници ќе го чистат булеварот Илирија и ќе засадат рози на зелена површина пред Домот на културата. Чистењето и уредувањето на страничните зелени површини на булеварот Илирија се предвидени за 29 овој месец. На 4 април пак ќе се чисти патот кон Бањиче.